Почитувани, повторно самоволие, брутално кршење и непочитување на законите од страна на парламентарното мнозинство на чело со СДСМ. Ваквото дрско и арогантно однесување стана честа појава и секојдневие во македонското собрание. Сакаме да ја информираме јавноста дека владеачкото мнозинство повторно има намера противзаконски да именува член на регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија. Ова е веќе трет ваков случај каде власта незаконски ја полни регулаторната комисија со партиски кадри и нестручни лица кои воопшто не ги исполнуваат законски предвидените услови за именување на членови во регулаторната комисија пропишани и утврдени со Законот за енергетика. Имено станува збор за известна Мерита Дема, кадар на ДУИ, која треба да биде новиот член на регулаторната комисија. Ова немаше да биде проблематично доколку не беше спротивно на Законот за енергетика, поточно член 17 став 3 точка 2. Овој предлог кадар на ДУИ за член на регулаторната комисија не го исполнува условот пропишан во Законот за енергетика, каде пишува дека за член на регулаторната комисија за енергетика се избира државјанин на Република Македонија, кој во последните 15 години пред именувањето има најмалку 10 години работно искуство во енергетиката, односно во обезбедувањето на водните услуги. Почитувани, согласно приложената документација, која што е јавна, овој предлог кадар на ДУИ не го исполнува овој услов. Мерита Дема се стекнува со прво вработување на ден 14.3.2013 година. За подсетување, денес сме 26.1.2022 година, со што наведениот услов во Законот за енергетика целосно е прекршен. Мерита Дема во последните 15 години никако не може да има 10 години работно искуство во енергетиката, прво поради својата возраст, своето дипломирање, како и поради датумот на своето вработување. Ова е класично кршење на законите и прописите во Република Македонија. Очигледно за власта не важат закони, не важат правила и процедури, туку само партиско-коалициска припадност. Од тука, како пратеничка група на ВМРО-ДПМН, бараме власта да одговори како може некој кој што е нестручен, кој што не ги исполнува законските услови да биде избран за член во тело која регулира цената на струјата, гасот, парното и водата. Очигледно власта свесно го прави ова и избира кадри кои за возврат ќе потпишуваат и ја минуваат секакви одлуки за зголемување на цената на струјата, парното, горивата и гасот. Тоа е начинот на кој што оваа власт размислува и функционира. Колку за подсетување, ова е трет ваков случај и ова е трето кршење на Законот за енергетика со кое што противзаконски се врши избор на членови на регулаторната комисија. Изминатата година на истиот начин со прекршување на другите одредби од Законот за енергетика беа именувани уште 2 члена на ова тело. Истата година, ист принцип, иста кадровска политика на власта предводена од СДСМ, која резултира со сериозен удар по џебот на граѓаните преку енормно зголемување на цените на струјата, парното, гасот и горивата. На крајот би сакал да напоменам дека пратеничката група на ВМРО-ДПМН на денешната пленарна седница реагираше за ова прекршување и предложи оваа точка да се тргне од дневен ред. Но власта го одби нашиот предлог и уште еднаш покажа дека нема слух, ниту пак некаква одговорност. Власта има зацртана цел, а тоа е целосно партизирање на сите институции каде што има можност, па макар тоа било и противзаконски. Уште еднаш апелираме до владата, веднаш и без двумење да го повлече предлогот за именување на овој член на регулаторната комисија. Тоа е реалноста во Македонија кога СДСМ и ДУИ се на власт. Така СДСМ владее од секогаш. Тоа е матрицата на оваа власт. Токму затоа сме меѓу најкорумпираните, економски најслабите држави во Европа и светот. Ова мора да престане, на ова лудило мора да му се стави крај, бидејќи повеќе вака не може. Благодарам.